Украдените икони од македонските цркви кои завршија во Албанија се од непроценливо културно и историско значење, вели за Гласот на Америка Сашо Цветковски од Истражувачкиот центар за културно наследство при МАНУ. Албанската влада неодамна на заедничка седница со македонската символично донесе една од вкупно 21 икона, кои треба да бидат вратени назад. Сите тие икони кои ние ги идентификувавме 2013 година се од времето на доцен 18 век и 19 век. Тука имаме икони од повеќе зографи, но доминираат иконите од дебарските зографи, од Дичо Зограф, од Аврам Дичов, од Серафим Зограф. Неодамна биле идентификувани уште 38 икони. Станува збор за икони од црковните објекти во Струшко, Ресенско и Дебарско. Проблем е што во Северна Македонија нема централно депо за чување на икони и прашање е каде тие би се чувале по нивното враќање дома, вели тој. Тоа беше еден бран на насилно влегување во црквите помеѓу 2008 година и 2013 година и навистина тоа беше интензивно, имаше можеби 50 на провали и влегување, али тоа се во оглавно села каде што нема луѓе, тие се заминати, селени се и проблемот на чување е секогаш присутен и актуелен. Во црквата Свети Ѓорѓија во Струга веднаш по тие кражби презеле активности за заштита, извршиле и дислокација на вредни движни икони од помалите цркви во некои селски средини и креирање на соодветни депоа каде истите сега се чуваат. Обезбедување на преку агенции, обезбедување со одредени системи безбедносни, со тоа што брзата реакција покажа големи резултати. Но ова е само еден мал дел од цело што е изнесено од државата. Предпоставките се дека повеќе од 1000 икони и други црковни предмети се украдени од црковните објекти во западниот дел на земјава. Се случува кражби каде што имаме и живи села. Ме разбирате, каде што бројката на жители е голема. Значи, иако е голема, сепак имавме потреба од безбедносни системи и агенции. Како и свесноста која што ја стекна црковните одбори, жителите, каде што се наоѓаат овие цркви, свесноста дека имаме сериозни криминални групи кои што се движат. Во земјава има околу 3000 икони, но Цветковски предупредува сега на еден друг проблем. Од кој што 80% се веќе стасани у некоја фаза, дали тоа би била превентивна заштита и третман конзерваторски, дали некаде посериозен. Значи, тоа говорам за иконописното наследство, а ние имаме околу 3000 црковни објекти. 3000 црковни, од кои што над 1000 се веќе споменици на култура. Ние имаме споменици од класичниот византиски период, најубавите споменици кои се во една исклучително лоша состојба и деликатна. Таков е примерот со манастирот во Курбиново и Трескавец, но и неколку други. За Гласот на Америка од Струга, Мики Трајковски.